Во 11-тото коло од првата пинг-понгарска лига екипата на Младост 96 забележи уште еден значаен триумф против тимот на Дебар Мало, резултатот 5-2. Три победи на Антонио Стомнаровски, а по еден поен освоија Златко Рикаловски и Методија Ивановски. Со овој триумф пинг-понгарскиот клуб Младост 96 го задржа второто место на табелата. Остануваат уште 3 кола до крајот. Ѓорче Петров, кој е лидер моментно, доживеа пораз од Мултитекс во Битола, со што шансите за директен влез во суперлигашкото друштво за Младост 96 се големи. Многу лесно може да одлучува и последното коло и дербито против Ѓорче Петров. Во неделата во Скопје во организација на Самбо Федерацијата на Македонија се одржа државното првенство во самбо, спортско и комбат за сениори. На овој државен шампионат настапија вкупно 104 надпреварувачи од 7 клубови од земјава, а меѓу нив и 5 мина од џудо клубот Сеишин со 100% учинок. Насески, Тодорчески и Талески во своите категории беа трети, а Џураков и Ивчевски го освоија првото место. Дел од овие представници имаа претходно искуство во оваа вештина, слична на џудото, а дел има и свој деби настап.